Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич на Радио Слободна Македонија. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Радио Слободна Македонија и Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Четврток од 17 часот и сабота од 11 часот. Добар ден, Македонија, добар ден, почитувани гледачи и слушатели на Радио Слободна Македонија на 96,0. Започнува Гласот на народот. Јас сум Слободан Томич, автор и уредник на овој проект. Го посветувам вниманието токму за тоа што нас не очекува во наредните 60 и кусур дена, речам 2 месеца и може повеќе, али како и да е август месец кога навистина Македонија ќе биде во екот на сите случувања и главна вест на сите светски медиуми, а тоа е купот на суперкупот на УЕФА. Имајќи факт дека тоа што делата велат, по делата се препознаваме. Што правиме и што градиме или што рушиме или злодела правиме. Тоа зависи од нас и што оставаме за нас. Спортот е една од најважните врлини, да речеме, или патокази на животот на еден човек во неговото битисување. Тоа значи дека во здраво тело, здрав дух, вели познатата, или мементо море се тора. Колку тоа ние го доживаме како вистина, како факт или како една флоскула во која сакаме само така да ја спомнеме, да се правиме важни, дека нешто правиме од делот на нашиот дух или нашето тело. Имајќи факт, по тоа се препознава колку ние сме експонирани, давајќи ги сите овие основни атрибути и елементи што ги носи ова порак. Спортот во Република Македонија, да бидам искрен, во изминатиот период стана веќе закон, кочечам закон, тоа значи дека уште во утробата на родителот, на мајката, децата ќе речат дека се веќе во спортски дух. Зошто? Оти се збори за тоа што е, значи, што е спортска култура, имајќи ги сите предуслови и услови што веќе им се дава за можност, што не беше пракса во минатото. Фудбалот е една основните поеми денеска, каде да одиме, на која страна на атласот, географскиот атлас, фудбалот е број 1. Се надам дека ќе говориме за фудбалот со вас во овие наредните 54-5 минути. Имајќи факт дека местото за оваа тема е специјално наменет за првиот човек на Фудбалската федерација на Македонија, господин Тилчо Ѓорѓиевски, кому ќе му посакам добродојде и добар ден. Добродојдовте и добар ден, господин Ѓорѓиевски. Добре ме најдов, благодарам за поканата за учество во вашата емисија. Да бидам искрен, народот во рамките на овој проект, бидејќи ние не третираме само политика, во речите Гласот на народот Томич, политика. Меѓутоа, фактот говориме за спортот, за фудбалот, што е една од главните теми и ќе биде и во наредните речени 70 дена, ме дава заправо толку најингерентен да поканам тоа сте вие. И има уште нешто и кратко ќе ви оставам вие да се зборите. Вели новинарот не треба да знае се, треба да знае кој треба да каже и повеќе знае од него. Тоа сте вие. Како ќе го дефинира тоа што е во здраво тело, здрав дух? Дали е само флоскула, фарса или веќе станува вистина во Македонија? Па не, тоа е вистина. Значи, општо е познато дека за една здрава нација треба нормално да се негува тоа здраво тело и тој здрав дух, и од тука, значи, поаѓаме и ние, значи, како Фудбалска федерација со сите проекти кои што веќе ги сработивме или се во тек кои што ги работиме, се со цел да ги донесеме дечињата од најмала возраст на зелениот терен. Почнуваме од фундаментот, бидејќи без фундаментот куќата нема да постои. Секогаш. Пред да се подготвам за еден серијал што рекол ќе биде врзан за и околу Македонија и незиното битисување во сите пореви на животот, веќе во спортот, особено рекол дека е голем ивент кој во август треба да се случи, претходно во Полска, каде не представуваат младите фудбалери до 21 година, ги посетив тренинзите на помладите уште од тие до 20 години, кај што се 14, 15, 16, академиите или храмот на фудбалот, кај што навистина редно беше и слава му на Бог, навистина го добивме како тоа.
Бев во Лисиче, во тој дел, таму што се држуваат Ново Лисиче. Тренинг центарот на Фудбалска федерација. Верувајте ми, господин Ѓорѓиевски, како човек што не е толку експерт, да бидам искрен во фудбал толку, меѓутоа како еден така наблюдувач или гледач, видов да имаме доста ентузијасти, млади деца. Конечно, ќе ви кажам, еве, јавноста ги ја запознавам, бидејќи уште малце сам да го дам овој коментар, како новинар со 35 годишно искуство во мас медиуми, се радам што катапултирав многу новинари кои заблагодаруваат, кои не, што бил ментор во некои работи, особено во делот на надворешната политика и истражувачкото новинарство. И сум среќен. Верувам дека не сте суетен. Не сте. Никако. Таа е најголемата позитивна вредност. И кога видов дека во Македонија детенце 16 годишно. Верувајте ми, викам, че претера може да сам Родалдиньо, не морам. Тако трчење. Детето, мислам дека се вика Лука Здравковски. Така го запишав како ми се доближив на детето. Од која причина, бидејќи видов дека направи нешто што не го сретнав кај некои други деца. 16 годишно дете, ама јужноамерикански фудбал. Викам, дали може Академијата на едни фудбалери да прави такви потенцијали навистина секој час. Токму тргнам со тие деца кои се навистина новата надеж на Македонија. И навистина благодарам што внесувате толку енергија за такви деца да дојдат до израз. Видите, тоа е проект кој што го започнавме пред 4 години, 4 повеќе години. Така. 4 неколку месеци, значи 4 години, 3-4 месеци, поточно. Проект со академиите. Како што кажавме на почетокот, значи јас знаев дека ние мора да почнеме од фундаментот, од базата. Да направиме базата и полека, постепено да градиме куќата, да градиме храмот, значи до покриот. Почнавме од базата, почнавме со детските лиги најнапред од 7 до 12 години, ги формиравме, почнавме негде со 340 на дечиња, сега сме некаде околу 7000, што е една база. Тоа е една база од која што во наредните 10 години ќе произлезе квалитет. Од квантитетот очекуваме да произлезе квалитет и тоа е нормална една работа, со една добра работа, со добри програми кои што ги имаме. Значи ги внесовме најквалитетните програми, ги внесовме во работењето со тие најмлади категории. Го земавме Кервер програмата ја земавме, ја внесовме во работа од 7 до 12 години, која што е светски позната бренд програма. Во работа со тие дечиња од 13 до 16-17 години, значи УЕФА ни направи специјална програма, значи кога ги формиравме академиите, виде УЕФА дека сме навистина ентузијасти, дека сакаме да работиме, дека напорно работиме за да подобриме состојбите во македонскиот фудбал. Со формирањето на академијата, значи доаѓаа во посета експерти од УЕФА и специјално за нас, значи ни направија програма со која што денеска работат овие дечиња од 13 до 16, односно 17 години. Така што ги опфативме најсензитивните фази од развојот на младите фудбалери. И сето тоа полека почнува да си носи резултати. Еве, можам да кажам дека освен пласманот на оваа наша репрезентација до 21 година, веќе сме, значи, прескокнавме, доста влеговме во првите шешти на овие репрезентации до 19, до 17 години. Значи, ако бевме во она аутсайдерска некоја позиција, сега сме веќе влезени со 17 години во тие група на фаворити, со тоа што се олеснува и, нели, во тој случај доаѓаш при тие жребки влечења на квалификацијските групи, доаѓаш и до полесни противници и се олеснува патот до пласма на некое надпреварување, значи европско надпреварување, односно во тие категории до 17 и до 19 години европско првенство. Значи, сето тоа се проекти кои што ги превземавме, кои што ги реализираме, кои што секојдневно работиме и убеден сум, направивме една стратешка програма, стратегија за наредни 10 години, во која што имаме точно одредени дефинирани цели и согласно тие цели ние работиме. До сега ги постигнуваме целите кои што самите си ги направивме. Стратешки план го направивме во соработка со ФИФА
И согласно тој план си функционираме. До сега морам да кажам дека ни се исполнети, значи сите цели кои што ги имавме зацртано согласно тој план. Да, не случайно да го спомнав тоа момче младо, што наистина ми остави печаток, ми остави. Не очекував дека такви деца имаме во не само зародиш, веќе тие се вистински фајтери на Имаме многу дечиња кои што не може јавноста се уште да ги види, но тие дечиња ќе дојдат после 7, 8 или 10 години или 5 години, без разлика, значи во која возрастна категорија се сега во моментов. Но навистина со квалитетна работа. Јас секојдневно сум таму и ги следам тренизите, го гледам напредокот на децата. Значи имаме многу огромен напредок кога ќе ги споредиме нашите дечиња во тие возрастни категории со нашите соседи или можам да слободно да ги споредам и со фудбалерите, младите фудбалери од можеби најразвиените фудбалски земји во Европа. Можам да кажам дека сме на добар пат, дека можеме слободно да се надеваме на една добра фудбалска иднина. Ги имаме тие дечиња од УЕФА, паралелката од академијата 2003, еве сега 2004 правиме селекција на дечиња, значи кои што не радуваат со секој нареден натпревар, кои што нижат победа за победа и од кои што очекувам да излезат, значи, нови звезди на македонскиот фудбал. Сето тоа доаѓа со правилната селекција. Мислам дека направивме еден добар систем на селектирање на тие млади фудбалери. Значи во селектирањето на тие дечиња кои што треба да учествуваат во академијата, во таа паралелка, учествуваат 10 до 12 селектори кои што се во фудбалската федерација и кои што работат со академијата, со паралелките од академијата. Веднаш ги детектирате, се гледате. Апсолутно. Прво работиме на регионално ниво е селектирањето, значи потоа има 3 филтри на селекција ке тие дечиња. Така што можноста за правење грешка е сведена практично на минимум. И најдобрите, најквалитетните дечиња се внатре. Никако, значи тоа е фудбалот е јавна работа. Јас сум застал, значи сите го знаат мојот став и во федерацијата и селекторите и треньорите, значи дека протекции нема. Не може да има. Квалитетот. Нормално квалитетот во прв план, значи секој едно дете кој што е квалитет да си дојде таму кај што треба, значи да си влезе во таа селекција, за да утре сите имаме бенефит од тоа што работиме. Се молам, со оглед дека еве се радам кога ќе видам мои колеги денеска се во разни телевизии, разни портали држат и се радам како учител, еве кој е ментор нивни, кај што се добро котираат и некои знаат да забегат. Тоа е тоа. Ти не го слушаат правилото на однесување и кодексот на однесување. Го расслушам уште малце тоа дете, чудом ми рече дека играли за Удинезе. Може ли дете 16 години да играли за Удинезе? Може да игра, сигурно. Значи имаме такви квалитетни. Да, имаме дечиња кои што за кои што пројавуваат интерес на вистина големи клубови. Ги пратат скаути на секој натпревар меѓународен, доаѓаат скаути од најголемите европски клубови, можам слободно да кажам. Ги мониторираат, да, значи постојано ги следат и јас мислам, значи дека најмалку 3-4 дечиња дека ќе од овие генерации од 99-та надоле, дека сигурно ќе се веќе на скенерот на најголемите европски клубови и дека ќе се гордееме со нив. Да бидам искрен, без куртоазни фрази, јас никогаш не се слушам директно. Значи, видам, сврти се за тебе, што оставаш? Као човек се прашувам, ја верувам и вие се прашувате некојаш, што оставам зад мене, кој јас? Така. Што остава Илчо Ѓорѓиевски? Имајќи факт дека сега ви честитам за вториот реизбор, значи од делата се препознаваме. Тука нема протекционизам, нема ништо, квалитетот, делата и некој да те избере да бидеш дестинација кај што ќе се одржува еден голем велескуп, веќе го имаме Манчестер како еден од сигурните фаворити, учесници, а се меѓу Реал и Јувентус останува да видиме кој ќе биде вториот, нели? Што значи за вас се тоа? Една голема сатисфакција. Значи, јас кога дојдов и се кандидирав како председател на Фудбалска федерација на Македонија, основната идеја и цел ми беше да направам се да го подигнам македонскиот фудбал на едно повисоко ниво. Јас знаев дека
треба да почнеме заедно со луѓето кои што дојдоа со мене како тим, да почнеме од почеток, од нула, значи од базата, да направиме инфраструктура, основно, значи да направиме програми кои што по кои што ќе работат нашите млади фудбалери. И сето тоа полека постепено треба време за се, но го направивме тренинг центарот, со кој што навистина можеме сите да се гордееме, без разлика дали некој има вакво мислење или онакво за Илчо Георгиевски и за тимот со кој што работи со Илчо. Меѓутоа, факт е дека тој тренинг центар ќе остане. Ќе остане да служи за сите генерации на млади фудбалери. Значи, факт е дека направивме академии кои што полека, но сигурно го дигаат квалитетот на македонскиот репрезентативен фудбал. Факт е дека стекнавме голема доверба кај ФИФА и кај УЕФА, значи такви институции кои што ни ја дадоа можноста, довербата да организираме еден ваков огромен настан, како што е Суперкупот, кој што во регионот практично немал можност никој да го организира. Настан за кој што сметам дека се уште не сме свесни дека каква е големината и значењето на самиот настан. Професор господин Ѓорѓиевски, зошто не сакаме свесно да се радуваме на овој настан, што тоа не значи само за некој поединач, за сите нас. Овој настан за сите македонци. За државата. Биохемија. Македонци. За државата, така е. Така е, значи настан кој што е од огромно значење за државата пред се. За Македонија, за афирмација на државата. Мои пријатели од Франција, Германија, Австралија, новинари. Вика Госан Томич, како да дојдеме? Сега, на страна, знаете, економски не можат новинар да си приушти од Австралија, па посебно јас, кај ќе му организирам да дојде. Јас можам, ако дојде, да го примам како гостин. Вика, ви честитаме за голем ивент. Значи, луѓе кои се големи љубители на фудбалот, на светот, кога имате голем настан, какви се подготовките, супер е. Меѓутоа, овдека праша ги еден, друг, трет, се со скепса. Зошто скепса? Зошто љубомора? Зошто не се радуваме на заедничкото добро? Апсолутно се сложувам со вас. Треба сите да се радуваме на успехот на било кој македонец. Треба да се радуваме на секој што може да придонесе за доброто на нашата држава. Огромно ќе биде значењето на самиот настан, за афирмација на нашата држава, нашата земја. Беше екипа од УЕФА која што направи веќе прави во подготовка ето и рекламен спот за самиот настан и беа одушевени од убавините на Македонија. Че ги однесовме на многу различни места одека во државата да снимаат. И беа навистина одушевени од убавините со кои што располага Македонија, за кои што не знае поголемиот дел од светската јавност. Значи ми кажете по рекламите, само да потсетам почитувани. Со мене се моите најдобри, сите се добри соработници, вечерва, односно денеска Дино и Никола се во режијата и тие ми даваа знак дека мора да одиме со реклами и мора да го почитам законот. Одиме со реклами, значи поздрави од Дино и Никола, кои се за телефоните 0231313332. Илчо Ѓорѓиевски, првиот човек на Фудбалската федерација на Македонија, со мене заедно во Гласот на народот. Останете со нас. Јас сум Слободан Томич. Ќе видам со вас секој четврток од 17 и сабота од 11 до 12 часот на радио Слободна Македонија. Да го слушнеме и вашиот глас во Народниот парламент Гласот на народот на радио Слободна Македонија. Да, драги мои, прекрасен соговорник, првиот човек на Фудбалската федерација на Македонија, господин Илчо Ѓорѓиевски, е ваш и наш соговорник, рековме 0231313332. Во овој ден, 25 мај 2017 година, реализираме ова емисија посветена за големиот настан што ќе се случи во Македонија, тоа е август месец, каде што доаѓаат на големите колоси во фудбалот да се соочат со вистината кој има право да вноси асо, да речам, на асовите. И претходно ќе се случи тој голем настан, првпат во историја во Европското првенство на младите фудбалери до 21 година. Господин Ѓорѓиевски рекол, дали сте суетен? Ми рековте одречно не. Тоа ме радува, бидејќи суетата е најголемата рѓа, односно кралица на гревот.
Дали се плашите од конкуренција? Не. Што е тоа што ве прави? Секојаш здрава конкуренција потикнува на поголем квалитет. Да бидам искрен, читам многу надписи, многу содржини, изјави ваши и сето на и луѓе од која другата страна. Сите имаме колку пријатели, малци имаме и опоненти кои не им е мило ако Слободан или Илче нешто направат, а не знам на што се одлажува, тоа е слаб имунитет на респектабилност, но како и да е. Дали првиот човек на Фудбалската федерација да биде наблюдувач или да биде фајтер, да биде вистински амбасадор, кој ќе речем вие сте по дефолт и амбасадор на Македонија. Што значи ја представувате Македонија на секаде во сите порови? Апсолутно, значи секој во својот делокруг на работа треба да даде максимум за да ја сработи работата најдобро што може. Мојата функција во моментот е таа, значи јас сум на еден начин презентер на Македонија надвор од нашите граници во ФИФА и во УЕФА и пробувам на најдобар можен начин да ја представувам секаде каде што одам. Мислам дека до сега успеавме да направиме еден добар имидж на Фудбалската федерација на Македонија, пред се со залагањето и со својата работа и пробуваме да ги добиеме, значи сите можни пријатели, да ги запознаеме со она што се работи во Македонија, да ги запознаеме со нашата земја. Колку за пријателството ваше? Доволен да создадовте се тоа да Македонија го добие наистина овој голем настан, што е наистина љубоморно гледано од нашите регионални центри или држави во соседството. Наистина секој би сакал да биде домашин на ваков настан. Дали Илчо Ѓорѓиевски и неговата контактабилност и пријателство успеа да го донесе во ивент, да биде Скопје, имајќи факт, морам ова само да кажам, имајќи факт кој пак чечам лајк во спортот, имавме една голема дубиоза што се случило години наназад, тоа една едно фудбалски клуб во долу. Прилепска победа беше, не знам со кого, имаше една голема афера. И тоа беше даун за авторитетот на фудбалот и цело начин. Се мислите која е дискрепант? Од таков имидж ние додовме до организатор на голем настан. Знаете како, кога влегувате искрено во некоја работа и луѓето го препознаваат, тоа најверојатно. Значи, многу лесно препознаваат искреност, препознаваат ентузијазам, препознаваат работа. Најверојатно го препознаат тоа во ова раководство на Фудбалската федерација на Македонија. И морам да ви кажам едно, значи не се работи за Илчо тука. Значи не е само Илчево прашање. Да, Илчо придонел за да се оствари ова што ќе биде. Меѓутоа, доколку го немавме овој стадион кој што го имаме сега во моментот на кој арената Филип Тори, на кој што навистина можеме сите да бидеме горди. Значи доколку немавме помош од владините институции, значи од министерствата, од да кажам самиот стадион, од градот Скопје, ние не можевме да направиме ништо. Значи имавме максимална поддршка, значи во секој сегмент. И навистина и луѓето во УЕФА видоа дека сме навистина сериозни и дека навистина сакаме да бидеме организатори на ваков голем настан и затоа ни го дадоа. Арената беше атакувана за мене политиканти во секој случај многу пати. Јас ги критикувам сите мои емисии, бидејќи не е честно да плукаш на нешто што е најубаво направено и најпрекрасно представено не од нас, македонски медиуми или фанови да речеме, туку од светски медиумски куќи и спортски асоциации. Сите до сега што дошле што гостувале на арената Филип Тори се пријатно изненадени од тоа што го виделе на самиот стадион и навистина може да бидеме горди со тоа што го имаме. Заради, уште еднаш ќе кажам, заради сите овие активности кои што беа превземени, заради упорност, заради работата, заради инфраструктурата која што е направена, значи ние го добивме овој голем настан. Дали овој настан че веќе води фидбек и други иницијативи? Видете, со самата организација, доколку се помине во најдобар ред, доколку, значи, ја, да кажам, ја оправдаме довербата на УЕФА,
Значи можеме да понатаму да повторно се кандидираме за вакви големи Може и настани. атлетско првенство со тоа ги... Не навлагам во атлетиката затоа што не сум експерт, Да, меѓутоа меѓутоа сигурно фудбал- може, затоа што има услови на стадионот, сигурно за големи атлетски надпреварувања. Зборам за фудбалот, за евентуално некое европско првенство во млади категории или пак ова европско првенство 2020 кое што е во повеќе градови низ Европа, доколку некој од градовите домаќини не ги исполни критериумите и условите кои што му се дадени од УЕФА, па евентуално значи ние да бидеме како организатори или... како варијанта, доколку некој од овие што се веќе доделени градови се не ги исполни условите и Стандардите, УЕФА им го земе критериумите. да, и УЕФА им го земе домаќинството, па може тука да влеземе во игра за еден таков настав. А и за ова денеска што се организира, се поставија фундаменти или што беше изградено во Битола. Значи, дали Македонија е само Скопје, спортски наставните само Скопје или патиштата водат не кон Рим, патиштата сите кон Скопје? Не, тоа ни од првиот момент, значи ни беше целта да децентрализираме. Добро. Значи да ги овие сите наши фудбалски центри кои што беа во минатото големи фудбалски центри да ги вратиме назад. За таа цел ние како фудбалска федерација инвестиравме навистина многу во Тетово. Значи направивме теренот со вештачка трева, направивме теренот со природна трена по највисоки стандарди на УЕФА на градскиот стадион во Тетово, направивме рефлектори. Во Штип исто така, значи рефлекторите, теренот, Не е мала инвестиција, да бидам искрен. Не, воопшто не е мала инвестиција и таа немала таква инвестиција во последните, не знам, од постоењето на Македонија, значи и во Штип исто терен со вештачка трева. Во Битола терен со вештачка трева, теренот, рефлектори, трибини позади головите, значи Тоа се ваши, колку што прочитав дека тоа значи тоа е проект кој што е градот и федерацијата. Така, од градот Битола, заеднички проект на градот Битола, УЕФА и Фудбалската федерација на Македонија. Практично ние имаме трипартитен договор и со цел да оспособиме 3 до 4 стадиони во нашите фудбалски центри за да може да гостува и А националниот тим. Еве сега истото го правиме и во Струмица. Сакаме да го, значи и Струмица е голем фудбалски центар и сакаме да го способиме стадионот во Струмица за гостување на нашиот национален тим. Затоа што навистина луѓето имаат потреба од овие фудбалски центри од фудбал на највисоко ниво. Сакаат да гледаат и репрезентацијата е секогаш добре дојдена. Затоа и ги правиме сите овие инфраструктурни подобрувања за да можеме да нашата репрезентација да игра на тие стадиони. Повторно што се навратам, но тоа ликот и делото на Илија Џорџиевски и контактите со УЕФА, значи допринесуваат. Знаете зашто го велам? Го велам за едноставна причина. Мора да се почитува вредностниот код на дали поединец или тимот кога нешто работи. Визави некој кога нешто напаѓа и десеткува. Да. Дали у спортот, дали у културата, музиката, политиката, економијата, значи се е врзано. Дали треба да постои тај антагонизам? Тој со сила наметне, да речам, оној синдром, знаете, да речам, по секоја цена омразата или зошто тој, а не, и се, значи, се е лошо, се е црно. А фактот говори дека по делата сите не препознаат. Дело си е дело. Нормално. Пак ќе ви кажам, значи не се работи за Илче Ѓорѓиевски. Илче Ѓорѓиевски прави се што е во моите можности за да придонесам да ги подобриме состојбите во македонскиот фудбал. Да. Но тука морам да истакнам дека мојот тим исто е големи заслуги има. Значи локалните самоуправи со кои што соработуваме, институциите со кои што соработуваме, без нивна помош Илчо е на прв меѓу еднаквите, да кажам. Да. Значи не е ништо над. И сметам, значи доека сум на оваа позиција каде што сум, ќе пробам се да ги направиме условите со кои што ќе може да се гордеат нашите идни генерации, да оставиме позади себе нешто за да може нормално да се развиваат нашите
дечиња нашите идни генерации кои што ќе Да. бидат. Тоа ме радува што имаме имиња добри кои добро котираат од светскиот фудбал. Европскиот беше тоа и се уште господинот Дарко Панчев кој е исто така македонски ас и се тоа на Горан Пандев кој исто има свој тим или Сега, академија како да. има кај што беше мале, толку малиот таму игра што го приметив што тоа пати го спомнав ми даде за пострек, знаете зашто? Јас имам две внучиња. Има едниот е 5 години, Кристијан Слободан е 3 години и гледам да исто го обожаваат фудбалот. Да. Ги обожавам, значи, на децата од мали нозиш века стануваш човек од 2 до 7, карактер од 7 до 14. Така. Значи во фазата на нивниот еволутивен развој, значи веќе се сконцентрираат кај што имаат афинитет. И тоа ме радува што и други деца веќе спортот веќе го консумираат како храна, како некој нивно животно Така. обстојување. Значи ли тоа дека имаме добри ментори, учители? Еве ги спомнавме и господин Панчев и господин Пандев, кои еве може да заедно со вас пред себе. Вие сте со вашата диригентска палка, нели? Че Македонија нема да биде нација на посме. Па доста више, што добиваме ништо, само сме учесни или вика добро, само да учествуваш не е важно да победиш. Јас не ги прифаќам тие работи, велам дека сега јодиме кон победи, бидејќи има услови и предуслови се да се добие резултат кој ќе биде респектиран. Прво морам да кажам дека и Дарко Панчев и Горан Пандев се наши фудбалски амбасадори, значи величини и легенди кои Така. што многу придонеле за афирмација на македонскиот фудбал и на Македонија Со генерално. респект. Апсолутен респект према 20-та и сигурно дека и многу можат и понатаму да придонесуваат во афирмацијата на македонскиот фудбал. Тука сме заедно да работиме. Значи нема во прашање, не се суети во прашање, нема едноставно секој за секого има место во фудбал. И како има за слога, има и секого- Бога. Сигурно, значи за секого се вратите отворени. Така. За соработка во фудбалската федерација, бар ја додека сум овдека и додека сум начело на фудбалската федерација, значи секој што сака да даде придонес за фудбалот и во фудбалската федерација, значи вратите му се отворени. Ние имаме многу легенди кои што се сега во моментот во фудбалската федерација, порам од Чирич, од не знам Ѓоре Јовановски, од Вујо Станојковиќ, сега да не ги набројам сите, кои што веќе работат кај нас и допринесуваат. Каква е соработката? Добро, ски спомнавте, благодарам за подпрашањето. Каква е соработката? Колку сте кооперативен со нив? Колку има това да давате простор и можност од и тој сатисфакција? Знаете што значи? Кога ќе му дадете простор е великан, една легенда. Убаво го исполнувате. Да, апсолутно. Значи, јас сум отворен за идеи, за прашања поврзани со фудбалот, за нормално секој има различно гледање на еден надпревар, кога ќе гледаме, например, двајца или тројца, секој различно гледа надпреварот. Меѓутоа, генерално ние ги усогласуваме ставовите. Седнуваме и ги усогласуваме ставовите, што е најдобро во моментот за некоја работа. Браво. Значи да се направи, така што до сега функционираме на вистина добро и мислам дека и тоа и се гледа. Да, господин Георгиевски, одиме за 20 тој голем ивент во Полска, екипата наша до 21 година. Сведоци сме на тој прекрасен амбиент, тоа совршенство на излив на емоција, на радост, каде е избликна, да бидем искрен, врти случај пак не е политиката, али дел од ова кај што видов деца кај што се многу различни националности, имаше албанци, имаше и македонци и други националности кај што Македонија беше априори, ставено на пиедесталот. Така И тоа е, мислам, човек наистина може да се го фача позитивно, кога ќе види, ќе се присети на тој амбиент. Се заборават сикати стереотипи предрасуди. Еве за тој ивент во Полска, кажете ми за таа екипа, која рече, Апсолутно. ние ќе донесеме Македонија во вистинска смисла на зборот и не сме никој да плука по Македонија. Македонија е тоа што имаме. Тие се силни пораки од дечки млади 20-21 година. Така е, значи таа репрезентација до 21 година навистина представува символ на заедништво. Како што кажавте, таму има Колорит еден, да. да, македонци, албанци, срби и така натаму, власи Да. меѓу фудбалерите, но атмосферата меѓу нив, заедништвото, значи тоа не може да се плати, тоа нема цена. И тоа треба да ни биде еден паттоказ на сите нас како треба да функционираме и како Секако. да делуваме. Гледам дека полека, но сигурно се пренесува таа иста атмосфера, тоа исто заедништво и во националниот тим. Ние правиме напори уште од
од најмала возраст, значи од сега кога ги селектираме во академиите, сега да кажам 2004 година, значи има албанчиња, има македончиња, да не се примети воопшто, значи националната припадност, да нема разлики никакви, да нема бариера. Знаете, во моментов, значи имаме некоја една пречка имаме каде што дел од албанските фудбалерчиња, млади дечиња не го познаваа македонскиот јазик или недоволно го познаваа. Меѓутоа, еве за една година заедничко дружење, тренинг, школо, значи толку се сплотија тие млади дечиња, што на вистина се направи една симбиоза, се направи значи едно такво заедништво уште од таа најмала возраст. Мислам дека само тоа е патот. Ние премногу се поделивме. Значи веќе направивме едни такви бариери меѓу нас, кои што ги немаше порано, кога учевме, да кажам, еден заеднички јазик, кога, значи, сето тоа денеска во денешни услови ни представува една бариера. Ние успеавме во академијата таа бариера да ја трнеме, да ја отстраниме, значи тие дечиња да ги сплотиме, да живеат заедно, да функционираат заедно. Значи тие се како едно семејство, како една фамилија, секој ден заедно тренираат, заедно спијат, заедно јадат, заедно одат на училиште. И сето тоа ќе ни придонесе утре да направиме и резултати. Значи и уште еднаш ќе кажам, тоа е еден патоказ како мислам јас, значи јас лично како мислам дека треба да функционира нашето општество. Колку сте мотивирани, мора би тоа да прашам дали. Во делот на таа сатисфакција, дали се... Навистина многу. Мене секоја победа ми ја полни душата, ми ја полни срцето. Секој добар потек на млад фудбалер, на детенце кое што го гледам од 10, 12 или 14 или 15 години, фудбалски потек, ме исполнува навистина. Значи јас многу често одам да гледам детската лига. Значи тие дечиња што се до 12, 13 години. Живеам со нив, живеам со фудбал и сум исполнет. Тука не навистина и сум мотивиран и инспириран да продолжам најдобро што може. Ви имате деца, синови, керки? Имам син и керка. Го следат фудбалот? Керката послаба. Значи, синот го следи, е голман. Да? Да. И колку ме инспирација таткото? Па тоа треба со него да разговарате. Општо, мислам, дали му сте форплан, мислам, лајт мотив, смисол на зборот. Ти знаете зашто? Јас имам син новинар, кој што ме радува, кој некој ќе ме сретнат, некој че Томич, синот уште малце веќе те наминувам. Јас се радувам. Бидејќи гордоста на родителот кога детето оди напреди и прави дела. Сигурно сме горди на сето она што го прават нашите деца. Меѓутоа, од друга страна, значи не сакам тоа да влие на да кажам повластеност во однос на другите дечиња, дека мора да биде фудбалер или голман или така натаму. Го потикнува да биде тоа. Значи ја го потикнувам да се бави со спорт. Независно дали е фудбал, дали е кошарка, ракомет, затоа што ќе се изгради во здрав, нели. Тоа го го обстои како човек. Ќе го изгради како карактер, како здрава особа, значи понатаму во животот да може нормално да функционира. Го поддржувам во се што сака и што бара, меѓутоа од друга страна имам ставено една граница, значи во однос на мојата работа и работењето и во однос на тоа што он сега се бави со фудбал. Значи нема никакви привилегии, апсолутно, дури и има помали привилегии од останатите деца кои што се бават во фудбал, точно заради функцијата која што јас ја обавам во моментот. Почитани, Илчо Георгиевски е првиот човек на Фудбалската федерација на Македонија, мој ваш соговорник. Одиме со реклами, со тоа што сакам да ве чекам едно прашање да поставите токму на најингредниот човек кој ќе ви даде одговор на големиот светски инвент што ќе се одржи во Република Македонија во август 2017. Одиме по рекламите, се враќаме во студиото. Јас сум Слободан Томич.
Ќе бидам со вас секој четврток од 17 и сабота од 11 до 12 часот на радио Слободна Македонија. Да го слушнеме и вашиот глас во Народниот парламент, гласот на народот, на радио Слободна Македонија. Господин Георгиевски, значи Полска, наша пријателска држава, е домаќин на овој голем настан. Идовме искрите во и радоста на младите до 21 година како не израдува заедно и нивниот тренер кој наистина става се скромни деца, скромно млади дечки кои наистина во таа една фрка нас, така ќе се изразам послободно, ќе жури да речем ни даде на еден ветер во грб што вика да поинаку размислуваме. Знаете колку е тоа убаво за државата кога ќе слушнете на позитивна информација. Да. Кои се вашите очекувања? Моите очекувања, ние сме апсолутно среќни и задоволни што сме на овдека каде што сме во Полска меѓу најдобрите 12 тима во Европа. Јас сметам дека верувам во нашите фудбалери, во квалитетот кој што го поседуваат и тие покажа и докажа низ квалификацијските надпревари дека имаат квалитет и дека може да се носат со најдобрите репрезентации, кога може да бидат прво место во група со Франција, со Украина, со Шкотска, Ирска и така натаму, значи светски имиња, брендови. Имиња и брендови. Верувам дека можеме да направиме изненадување и на Европското првенство. Иако сме во навистина силна група со Шпанија, Португалија и со Србија, сметам дека едно е важно, дека нема што да изгубиме. Значи ние се пласиравме, го направивме тој историски успех. Исчекор е навистина голем. И не треба да им правиме некое дополнително оптеретување на нашите млади фудбалери. Едноставно треба да одат таму да играат надпревар, да дадат се од себе, да го победат противникот доколку можат, доколку не, значи и ова што го направија до сега е навистина голема работа. Ќе повторам, верувам во нивните квалитети, во сплотеноста, во заедничкиот дух, во заедништвото што го имаат, во атмосферата што е направена, дека од тука може да произлезат уште радости. Не љубам таа антимакедонска кампања, че знаете што бе 600.000 македонци се иселеле. Тој спин нема никому да му помени, почитувани. Ова сакам во ова место да го порачам на сите тие антимакедонци кои сакаат само да лажат, да ве измамат. Не е точно, а во контекст на тоа мислам прашањето. Дали ќе ни заминат нашите надежи, нашите асови, да речем, јас сакам да речем, или добри фајтери, или како да ги задржиме, или ќе останат во Македонија натаму да се борат за доброто, за позитивните вредности, за победите. И Македонија конечно да го има тој примат, да речем, не само да се учествува, туку да се победи и да се освојува и да биде наистина Македонија заслужена и да биде респектирана во спортот, во фудбалот и дома, и во Европа, и во светот. Така, сега во моментов мислам дека 80% од репрезентативците играат во домашното првенство. Така. Што е изненадувачки. Што не било порано, нели? Да, што покажува дека и ова наше домашно првенство има квалитет, дека поседува квалитет. И од тука сметам дека ова европско првенство ќе биде една можност за нашите млади фудбалери да покажат и докажат колку вредат на тоа европско првенство и дека ќе бидат многу тимови, големи европски тимови заинтересирани да ги доведат во своите редови. Една одскочна даска, една одскочна штица. Ние треба да бидеме среќни и радосни доколку за наши фудбалери постои интерес од големи европски клубови. Со тоа ќе се подигне и квалитетот на репрезентацијата, со тоа што тие деца утре ќе одат да играат во некои од тие големи европски клубови, сигурно дека во иднина и квалитетот на сениорската репрезентација на Македонија ќе добие на квалитет и ќе се подобрат нормално и резултатите. Сето тоа се позитивни придобивки. Значи ние градиме одека база од која што произлегуваат, од која што ќе се подигне квалитетот, од која што ќе се произведат фудбалери кои понатаму ќе можат да не представуваат широм Европа и светот наравно. Со тоа што преоставам нека минута за да збориме посебно тој светски евент што го повеќе пати го спомнувам, август 2017, дека сте доста посветени и не само ви, дека секако и целата
целата таа страна кооперација да речем меѓу вас и другите градот и другите асоциации. Како е организацијата, течат организација? Каде ќе бидат сместени? Дали се тоа организирано со сите стандарди што се очекуваат, се барат и се тоа? Веќе пред една година се знаеше секој детал. Значи, во однос на сместување на тимовите, во однос на организација на свечената официјалната вечера што е пред Суперкупот и сите активности кои што поврзани со Суперкупот, фанзоните, каде на кои места, на кои позиции ќе бидат. Па не знам што ве интересира. Еден од тимовите финалисти ќе биде сместен во Александар Палац, другиот ќе биде во Плаза, мериот го има УЕФА. Понатаму дали барат некои специфични побарувања, да речем, знаме дека и другите, дали филмски или музички звезди, си има некој клише, некој стандард, некој посебен протокол. Дека секој од тимовите си има специфични побарувања во зависност од лекарските тимови кои што работат во клубовите во однос на исхраната, менито и така натаму. Значи тоа, но се уште рано за тоа, нели, кога ќе... Колку сте поддржани од... Нормално, тоа е инфантилно прашање, меѓутоа искрено прашање. Дека УЕФА учествува делот на партиципација на села организација или оди на сметка на Македонија се? Не. Дел си презема УЕФА во еден дел, остатокот, значи, поголемиот дел, морам да кажам, инвестиција на Македонија, нашата држава, на владата сега, значи околу на градски, само арената Филип II, мислам дека се вложени околу 6 милиони евра за да се дојде во состојба која што е побарува УЕФА. Значи тука градот исто така вклучен максимално во целиот проект, со фан-зоните, со обележувањето на тие патеки кои што треба да бидат за движење во... Значи има многу работи кои поврзани со Суперкупот, побарувања од УЕФА се прецизно, точно и детално можам да ви кажам само во однос на тоа фан-зоните кај ќе бидат, движењето на фановите кај ќе бидат, официјалната вечера каде ќе биде така натаму. Генерално точно е прецизирано секој еден детал. Направено е такво сценарио и се бара точно за секоја една работа, значи одредена си има одреден критериум кој што треба медиумска куќа која се ќе реализира државната телевизија или имате надворешни? 100% правата се на УЕФА. Значи во однос на оно ги организира, УЕФА си организира, сето тоа е преземено. А ние сме во делот на логистиката. Значи овдека се што е како логистика, ние даваме на градот, на државата, на УЕФА, тука сме како еден посредни, да кажем. Јас се очекувам повторно пред да настане ивентот и ова што ќе биде у Полска, што јас верувам дека нема да... И тие ќе се радуваме за повисоко од 4-то место. Видовме како ги дочекавме нашите победници, нашите вистински победници во кошарката, што навистина тоа е една историски настан. Ви луѓе што направиме. Дали тоа ќе го имаме во повторно со тоа што ќе имаме некој скалило повеќе, да дојдеме како прваци на сето тоа или премногу... Па, убаво е човек секогаш да цели високо. И да размислува позитивно. И да размислува позитивно и зашто да не? Значи, кога успеавме во оваа група, која што бевме да бидеме први, зашто да не го направиме и тој чекор? Значи, никогаш не се знае. Едноставно треба да веруваме во себе, во своите квалитети и можности, да не се предаваме пред никого однапред, да одиме со цел да победиме, што ќе испадне на крајот, ќе видиме. Останувам и на тебе отворен за вас, гласот на народот е поканува и ќе ве следиме цело време. Ви благодарам многу, доколку имате порак. До гледачите, до слушателите, до фановите. Да ја бодрат репрезентацијата на Македонија секогаш и секаде без разлика на резултатите, да бидат секогаш со репрезентативците, да си ја сакаат државата, да си ја сакаат Македонија, една имаме и треба да ја сочуваме. Благодарам уште еднашка. Ви посакам добро здравје и успех во работата. И дај Боже што повеќе да имаме луѓе како вас, да бидете главен, да речем, диригент у смисло на зборот во организација, во седно на што успеавте Македонија да катапултирате многу далеку,
и високо, особено во спортот, фудбалот, и таквите менаџери Македонија и недостасуваат и се потребни. Уште ешка благодарам од мој име, од мојата екипа, Дино и Никола, и ве чекам, реков, и пред настапот на нашите до 21 година Полска и потоа секако ивентот во август. Ви благодарам на вас. Почитувани, тоа беше Илчо Георгиевски, првиот човек на Фудбалската федерација на Македонија. Вие бевте на фреквенциите на Радио Слободна Македонија. Јас сум Слободан Томич, автор и уредник на емисијата. Денеска беше четврток, 25 мај 2017, продукција Радио Слободна Македонија. Гледајте не и слушајте не на YouTube каналот, а секако во сабота ве очекувам живо по 11 нова место, нова фреквенција. Пријатно. Јас сум Слободан Томич. Ќе видам со вас секој четврток од 17 и сабота од 11 до 12 часот на Радио Слободна Македонија. Да го слушнеме и вашиот глас од Народниот парламент, гласот на народот, на Радио Слободна Македонија.